Иран соопшти дека ќе почне да соработува во истрагата за частичките од ураниум пронајдени на непријавени локации во земјата, пред состанокот на одборот на Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена. Тоа уследи по посетата на иранскиот главен град Техеран од страна на Рафаел Гроси. Тоа беше прв пат да имам сериозен разговор со председателот на Иран за овие работи. Ова има огромно значење. Имаме одредени договори кои се конкретни. Гроси рече дека Иран исто така ќе дозволи повторно инсталирање на опрема за следење на клучните нуклеарни локации, иако деталите не се договорени. Опремата беше ставена во функција според нуклеарниот договор од 2015 година, познат како заеднички соопфатен план за акција меѓу Иран и 6 светски сили. Опремата беше одстранета минатата година кога се распадна договорот по повлекувањето на САД во 2018 година за време на тогашниот претседател Доналд Трамп. Западните земји предупредуваат дека Иран е многу поблиску до производство на нуклеарна бомба. Техеран инсистира дека неговите нуклеарни активности се за цивилни цели. Минатиот месец Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека инспекторите пронашле частички ураниум збогатени до 83,7%, блиску до чистото за оружје во иранската нуклеарна централа Фордо. Техеран го минимизира откритието, велејќи дека не може да се види ниту под микроскоп. Во меѓувреме, Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека залихите на ураниум на Иран, збогатен до 60%, се зголемиле за нешто помалку од половина од последниот квартален состанок. Критичарите велат дека Западот мора да воведе повеќе казни за Иран. Она што треба да го направиме сега е да се вратиме назад и целосно да ги вратиме санкциите, особено оние кои постојаа во Советот за безбедност на Обединетите нации од 2006 до 2010 година, кои создаваат мултилатерална основа на притисок, постојана забрана на оружје за Исламската република, исто така и оние кои имаат трајно тестирање на проектили и забрана за трансфер на Исламската република. ЦИА минатиот месец соопшти дека нема докази од Иран одлучил да го збогати ураниумот, но истакна дека нуклеарната програма на земјата расте со загрижувачко темпо. Израел пак соопшти дека нема да дозволи Иран да развие нуклеарна бомба. Дали е дозволено Иран, кој отворено повикува на наше уништување, да организира алатки за наше уништување? Дали ни е забрането да се браниме? Очигледно ни е дозволено да го правиме тоа и очигледно го правиме тоа. Индиректните разговори меѓу САД и Иран за враќање во нуклеарниот договор од 2015 година пропаднаа во септември. Од тогаш САД и Европа воведоа дополнителни санкции за Техеран по неговото насилно задушување на антивладините протести и неговото снабдување со воени дронови на Русија.